Почитувани граѓани, колеги пратеници, господине заменик министер, веќе станува вообичаена пракса во Собранието на Република Македонија, штом треба да се одржат избори, вие како влада да доставувате до Собранието закони за земање на нови кредити. И тоа го правите веќе така, како да кажам, бесрамно, да човек да се зачуди дали навистина имате чувство за тоа дека оваа држава прво ја задолжувате прекумерно и второ тоа го правите непосредно кога треба да се одржат самите избори. Во 2013 година за локалните избори земавте заем од 280 милиони евра. При тоа, за да можете тие закони да ги донесете овде во Собранието на Република Македонија, ја изфрливте целата опозиција заедно со новинарите од Собраниската сала. Направивте невиден преседан и инцидент во парламентарната демократија во светот, не само во Република Македонија. Во 2011 година земавте 220 милиони евра. Сега, повторно, почитувани граѓани, бидејќи се наближуваат избори, владата предлага нови закони за задолжување на Република Македонија точно пред да почне изборната кампања и да почне трошењето на парите за самите избори. При тоа веќе усвоивме еден заем од 24 милиони евра. Ова е нов заем од 36,4 милиони евра со кој што оваа влада ќе се задолжи кај Светска банка баш пред избори. И самата намена на кредитот и начинот на кој што истиот ќе се повлекува доволно зборува за намерата дека овие пари ќе се трошат само за изборите. Ова е дел од договорот кој што треба Министерството за финансии да го склучи со Светска банка по добиената согласност од Собранието на Република Македонија и таму стои дека овој заем ќе се повлече наеднаш во една транша. Сите 36 милиона 309 илјади евра ќе се повлечат наеднаш. Не на рати, не според проекти, наеднаш. Само ќе се платат 91.000 евра провизија на банката за одобрување на кредитите. И тука во образложението на владата многу добро стои: кредитот се зема за буџетска поддршка. И ние, зборува претходно, се нагледавме од вакви кредити за буџетска поддршка. Баш пред избори. Навистина ли мислите дека се толку наивни граѓаните на Република Македонија, па дека морате само со кредити и со обиди за купување на гласови да ги манипулирате? И намената на овој кредит само по себе покажува колку сте несериозни во идејата како да ги трошите парите. Сте навели овде 4 компоненти за кои што наводно треба да се трошат парите. Првата е развој на производство со висока додадена вредност. И тука имате наведено во договорот неколку проекти кои што ќе ги реализирате со овој кредит. Така стои дека управниот одбор на Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони ја усвои тригодишната инвестицијска програма. По 2, дека усвои насоки за контрола, проценка и следење на државната помош во технолошко-индустријските развојни зони. Господине заменик министер, може ли вие да кажете еднаш колку државна помош делите таму во технолошко-индустријските развојни зони? Треба ли сега кредит да земете
за да знаете да направите систем како сте делеле државна помош. И затоа велам, ова е срамота. Во Република Македонија има независно тело, Комисија за заштита на конкуренцијата, која што треба да врши контрола на државната помош. Зима пари од буџетот. Сега владата дополнително зима кредит за да утврдувала како се трошела државната помош во технолошко-индустријските развојни зони. Тоа само по себе покажува дека немате концепт што направите со парите, или дека сте напишале нешто само колку за да оправдате пред Светска банка дека наводно нешто ќе реализират. Па Државниот завод за ревизија ви испаѓа со наоди дека директорот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот ги троши парите незаконски. Дека нема евиденција колку од компаниите во технолошко-индустријските развојни зони добиле државна помош, како ја трошат и колку од обврските превземени со договорот за инвестирање и поволностите кои што ги добиваат, ги реализираат. Значи, оваа компонента сте ја пишале само колку да се оправдате пред Светска банка. Бидејќи ќе кажам, во Република Македонија постојат институции кои што треба да ја контролираат државната помош. И овој дел од кредитот ќе ви оди повторно за избори, а не за оваа намена за што сте ја пишале. Ќе ја коментирам и другата компонента. Воспоставување флексибилност на пазарот на труд, развој на вештини и иновација. Каква флексибилност на трудот воспоставивте, господине заменик министер? Да ги шетате невработените од шалтер на шалтер? Ба да бидат флексибилни у кондиција? И при тоа, од која ќе заврши шетањето од шалтер на шалтер, да ги избришете од евиденција, за вештачки да прикажете дека се намалила невработеност. Може и да ми кажете колку пари од овој кредит ќе го потрошите за оваа компонента. Вие правите вештачки или потемкинови села во Република Македонија со невработеност. Ги бришете луѓето од евиденција само за потребата да прикажете помал процент на невработени. Сега дополнително ги терате невработените да одат во фондот за здравство да се пререгистрираат. Знаете ли колку се неорганизирани таму и колку треба да се чека за да се заврши работата. Така да и оваа компонента од овој кредит само покажува дека нема да се постигне целта за која што го зимате кредитот. 36,4 милиони евра. Ке трошите за административни работи за кои што веќе постојат институции кои што се платени од буџетот на Република Македонија. Понатака компонентата олеснување на преструктурирање на земјоделскиот сектор. И тука покажувате дека иако снимивте не знам колку реклами за земјоделието, вас ви требаат кредити за да знаете, например, како се делат субвенциите. Еве вие надзорната расправа што ја одржавме, видете ги снимките, ќе видите како ги делите субвенциите. На нефер начин, на луѓе блиски до партијата. И затоа првичната констатација дека овие задолжувања кои што се наменети само за буџетска поддршка, како што и овој кредит од 36,4 милиони евра се зима непосредно пред избори за владата да го троши за манипулација и подкупување на гласачите во Република Македонија. И сега граѓаните овие 2 месеци или 3 колку ќе траат изборите и кампањата, ќе видат дека во Република Македонија се реализира како што треба. Ќе се исплаќаат социјални помошти, ќе се исплаќаат субвенции, ќе се делат награди, само за да се добие глас. Меѓутоа, почитувани граѓани, ова е еднократно.
овој кредит што го зимаме, некој треба да го враќа. Тоа ќе бидеме сите ние и нашите поколенија. А владата ќе го потроши само за да си купи некоја година на власт. И затоа Социјалдемократскиот сојуз ќе биде против ова задолжување на владата. Ова задолжување непосредно пред избори нема економска целисходност и нема да придонесе за развој на македонската економија. Ова задолжување на владата ќе служи само предизборно да ги манипулира гласачите во Република Македонија. Благодарам.